Добро знаеме дека акцентот е нагласување на одреден слог од зборот. Истиот се бележи со надреден знак, на акцентираниот слог поточно на самогласката. Добро познато правило во македонскиот јазик е дека акцентот е третосложен, односно паѓа на третиот слог од крајот на зборовите. Меѓутоа постојат неколку отстапувања или исклучоци од третосложното акцентирање. Акцентот паѓа на вториот слог од крајот на зборот кај глаголски прилог. Например, не е викајки, туку е викајки. Не е мислејки, туку е мислејки. Не е работејки, туку е работејки. Отстапување од третосложното акцентирање имаме исто така и кај прилозите за време. Например, кога ќе го ставиме акцентот на третиот слог, тогаш добиваме членувана именка. Пример: годинава, летово, зимава, утринава. А за да бидат прилози за време, тогаш акцентот треба да биде на вториот слог од крајот на зборот. Пример: годинава, летово, зимава, утринава. Пример: зимава бев во Маврово. Прилог за време. Или зимава е постудена од претходната. Именка. Отстапување од третосложното акцентирање се јавува и кај зборови од туѓо потекло. Не е иронизира, туку иронизира. Не е лакира, туку лакира. Не е паркира, туку паркира. Постојат уште многу ситуации во кои имаме слични отстапувања, но за нив ќе зборуваме во некое следно видео. Трудете се да внимавате на акцентот, ако не секогаш, барем понекогаш. Се гледаме во следното видео, дечки.